На 2.10.2025 година во следното судско рочиште Гани Марков ќе презентира делови од прислушкувани разговори како доказ за селективно постапување во случај ОАЕ за групата Барон Беланоца. Јас заедно со други лица бевме уапсени само врз основа на зборови на неколку, додека другите лица, вклучително министри, суди и други влијателни лица кои се споменуваат во истите разговори, не беа предмет на апсење. Јас заедно со други лица бевме уапсени само врз основа на зборови на неколку, додека други лица, вклучително министри, суди и други влијателни лица кои се споменуваат во истите разговори, не беа предмет на апсење. Значи со овој случај се поврзани и министри, актуелни, суди и други влијателни лица. Значи ова збориме за рочиштето и судењето за групата Барон Беланоца. Целта на презентирањето на овие материјали е да се покаже јавноста и судот како се применува нееднаква и селективна правда и да се обезбеди транспарентност. Материјалите од прислушкувањата ќе бидат доставени до судиката Фанка Јанчулева и до медиумите за понатамошно осветлување на случајот. На следното судско рочиште се очекува судиката Фанка Јанчулева да одлучи за прикажување на прислушкувани разговори без законска дозвола од страна на обвинителката Верица Бржецка Крстева. Знаете кој министер е умешан у ова со групата, а не уапсен? Луѓето што се таму обвинети ги објавија у суд. Изет Меджити, првиот вице-премиер, джентълменот на Мицика, е лицето кое што се спомнува дека би требало да биде и тоа лице министер уапсено во случајот Барон Беланоца. Затоа што очигледно ги местел нешто. Бил веројатно со нив, па после нешто ги местел. Имаме прв вице-премиер во влада на Мицковски. Сега ова од Google Translate. Драги пријатели, дојде време да ја покажеме вистината за раковството на албанците кои не водат. Сака да каже вреди. Овој број што го гледате на фотографијата е бројот на господинот Изет Меджити и тој прави се што може да ги затвори овие луѓе. Лично мојот внук Гани Туш. Ги потврдивме овие написи, овој број со видео снимки дека овој слуга кој се продава како патриот го користи во идните судења и ќе има уште повеќе докази. О, господине Меджити, размислете добро што правите. Првиот вице-премиер во владата, министер за животна средина, лидер, председател на ВЛЕМ, е обвинет јавно со пораки, докази и така натака. Они најавуваат и прислушкувани материјали дека ќе објават во судница. Заради тоа што обвинет е од групата Барон Беланоца, дека и он треба да биде уапсен. Прв вице-премиер на Мицковски, уплеткан у мафија. За каква честност ќе ми изборувате правди на владење на право, вие ќе ги влечете некого за уши ќе влечете. Не смеете да писнете. Меѓутоа не го демантираше. Немаше коментар за ова.